Добра вечер, почитувани гледачи. Поздрав од спортскиот центар Јане Сандански во Скопје, каде што вечерва завршува второто коло од новата сезона во домашниот кошаркарски шампионат од МТЛ Суперлигата со скопскиот двобој меѓу актуелниот шампион МЗТ Скопје Аеродром и градскиот ривал Феникс. И видовте резултатите од претходните надпревари кои што се одиграа во изминатите 2 дена. Во петокот Пелистер славеше против Чаир со убедливи 104-74, а по 2 победи засега и за ТФТ и за Куманово. ТФТ славеше против Работнички со 83-63 вчера, додека кумановци триумфираа против Маđари со 82-76. Кожув триумфираше во драматичниот надпревар на гости кај Тиквеш со 72-70, додека пол погодок на гостински паркет забележа и кошаркарите на гостоварите кај новиот Суперлигаш тимот на Ангели во Скопје, тимот од Киселавода со 91-86. Низ 3 дена расширени 6 меча од оваа втора Суперлигашка рунда. Правдата на вечерашниот дуел ќе дели тројката на чело со интернационалецот Александар Давидов. Покрај него тука уште и Душан Петровски и Стефан Ристовски. Делегат контролор Сашо Терзиевски. Меч кој што актуелниот шампион тимот на МЗТ ќе го одигра 5 дена откако победнички ја започна новата меѓународна сезона со настапите во регионалната АБА-2 кошаркарска конкуренција 75-63. Предходно триумфираше тимот на МЗТ на стартот од новата сезона. Победнички почеток за екипата од Јане Сандански, исто како што на стартот полн погодок забележа и тимот на Феникс. Феникс славеше со 72-62, додека екипата на МЗТ го победи Маđари со 77-70 на отворањето на сезоната претходниот викенд, кој што на некој начин беше и загревање и подготовка за стартот на настапите во регионалната АБА-2 кошаркарска конкуренција. Еден пребогат спортски викенд изминатите 3 дена на програмите на јавниот сервис, особено на МТВ3 програмскиот канал. Завршуваме еве вечерва по многу фудбал, ракомет, кошарка, одново со кошаркарски пренос од салата Јане Сандански, каде што ќе го погледнеме овој завршен двобој од второто коло во новиот кошаркарски шампионат. Каков е односот на силите во македонската клубска кошарка? Пелистер тргнува амбициозно, ТФТ, кој што му е придружник на МЗТ во регионалните АБА-2 кошаркарски води исто така. Кумановци за сега со максимален ефект и МЗТ вака или онака секако важи за фаворит во вечерашниот двобој со Феникс и за очекување можеби да биде четвртиот тим со 100% ефект против тимот на Феникс, кој што не крие дека во оваа средба сепак ќе оди во безпоштедна борба. Тоа е клуб кој што ги темели силите на млади кошаркари и освои многу симпатии во изминатите неколку сезони. Еве го ростерот на домашниот тренер Васко Атанасов со Бојан Крстевски, Марин Петков, Хуан Дейвис, Андреј Андоновски, Мек Смит Мекјуан, потоа Оливер Бојаковски, како и Андреј Магдевски, Илајджа Мекедан, Дамјан и Војдан Стојановски, Чарлз Гил и Бојан Величковски меѓу 12 кошаркари во почетните 11. Васко Атанасов по одбраната на шампионската титула лани останува на кормилото и во тековната сезона. Остана можеби болка за неуспехот во АБА-2 лигата лани. Оваа сезона мисијата е јасна, триумф и враќање во највисокиот АБА лигашки кошаркарски ранг. По тимот на Феникс, меѓу 12 кои што ќе настапат се со број 1 Сотировски, а не Нешич, потоа Нија, па Николовски, Волкановски, Златевски, Рахама, Донзо,
Дамјан Стојановски, Грбовиќ, капитенот Филип Димитриевски и Дамјан Трипуновски. Ова се имињата на кошаркарите кои што настапија во првото коло во надпреварот кој што Феникс го доби против тимот на Ангели. Меѓутоа, тренерот Денис Дервишевиќ, кој што е препознатлив во неговиот тренерски ракопис и работата со младинските категории од неговата школа веќе долги сезони, настојува да им дава и суперлигашка минутажа на поединци од школата кои што не се најредовно на главните надпревари меѓу 12 темина во ростерот. На ваков начин се собира искуството, се стекнува знаењето, се гради патот кон успесите. Впрочем, Феникс создава кошаркари кои што веројатно за некоја година ќе станат исклучително интересни, можеби за поголемите, позвучните имиња во нашата клубска кошарка, а зашто не можеби за пошироко од нашите граници. Неделна вечер со симпатизери на двата клуба на својата редовна позиција спроти клупите и записничката маса, она малубројна и најверна навивачка група на МЗТ, а стандардно како и на секој надпревар на Феникс, кој што го игра во Скопје, посетеноста е сосема солидна, затоа што овие млади кошаркари од таборот на Дервишевиќ привлекуваат интересирање и едноставно многу роднини, пријатели, нивни другари, познаници се многу често на трибините, особено еве да ги видиме во предизвик против најдобриот клуб во македонската кошарка во моментов. МЗТ во бели, тимот на Феникс во розови дресови, во петорката на МЗТ Крстевски, Дејвис, Смит, Мекјуан, Магдевски и Меккейден, додека почетната постава на Феникс ја сочинуваат Волкановски, Златевски, Рахама, Донзо и Филип Димитриевски. Стартува надпреварот со тројка на Мек Смит Јуан, 27 годишниот бек кој што треба да ја пополни позицијата шутер, невралгична позиција во тимот, во ростерот на МЗТ, особено ако се знае дека и оваа година Дамјан Стојановски, како и Војдан, ќе понесат значаен дел од товарот на покривањето на позициите 2 и 3, но да не заборавиме и обајцата имаат по 38 години. Меккейден, уште еден од квартетот американци, обид за влез и фаулиран. Две слободни фрлања за Илајджа Меккейден. Првата лична грешка за Иван Волкановски. Еве го дриблингот. Потоа обидот за положување на Меккейден. 4-0 за МЗТ. Нема петти погодок, прифати под собствениот кош Донзо. Златевски е плеймейкерот на Феникс. Дуал Рахама, позиција 3, крилото во тимот на Феникс, има прекршок при овој пробив на Златевски, изнуди лична грешка. Фаулираше Хуан Дејвис, добро познато име во редовите на тимот на МЗТ. Пред 3 сезони имаше забележливи настапи во редовите на македонскиот кошаркарски шампион. Се враќа во добро позната средина. Златевски го реализира само првото слободно фрлање. 4-1. Меккейден.
Магдевски е надвор, изблокиран Мекедон, добра проценка, направи корпулентниот Донзо, меѓутоа Феникс ја загуби топката и затоа Магдевски за 6:1. Први поени за него. Рахама. Шут за 2 од полудистанца, мека рака, прецизен удар на Луал Рахама, 6:3. Крстевски, проток на топката, Дейвис, по широчина за Мек Смит. А сега централно напаѓа Меккейден, без реализација, ќе прифатили Дейвис, останува МЗТ во напад. Еден од најискусните во тимот на МЗТ, Бојан Крстевски, шутираше со звукот на сирената, изминуваше времето, непрецизно, останува 6:3. Сега Рахама солира и успешно ја изнесе до крај ова акција 26 годишниот Рахама. За него 4 коша, 6:5. Брза реализација, 8:5. Се игра динамично. Не успеа овој пат Рахама и сега Магдевски со брз пренос на топката. Комбинација со Крстевски кој што е фаулиран. Две слободни фрлања за Бојан Крстевски. Ова е 9-тиот кош за тимот на МЗТ. Половичен Крстевски останува со еден погодок. Истекна третата минута, 9:5. Добра акција на Виктор Златевски. Инсистира МЗТ на брз пренос, дури и по примен кош, на освојување простор, долги додавања. Барем за сега, многу проблеми за Феникс во тој дел. Затоа, еве сега лична грешка направи Рахама. Два фаула на Волкановски, еден на Рахама. 3 лични за кошаркарите на Феникс. 10-7. Како и Крстевски пред малку, сега и Дейвис, само со една реализација. Златевски. Волкановски, класичен пик-н-рол, додавање во рекетот. Меѓутоа не успеа да поентира Ватанго Донзо. Крилниот центар во тимот на Феникс. Еве го Дейвис од негова позиција, промашување. Рахама бие за 3 поена, фаулиран во шутот зад линијата, 6:75. Има 3 слободни фрлања за Луал Рахама. Личната ја направи Андреј Магдевски. Излезе Мекедон. Војдан Стојановски во составот на МЗТ. Први минути за него на мечот. Филип Димитриевски пак му го отстапува местото на Амар Грбович во составот на Феникс. Десет 8 со 5-тиот погодок на Рахама.
10-9. И со оглед дека беше фаулиран при шут за 3. Еве го Рахама го изедначува резултатот на 10-10. Прво израмнување на надпреварот. 7 поена за Рахама од 10 за Феникс до сега. Смит. Крстевски, па Војдан Стојановски ќе шутира за 3, нема да погоди, ќе прибере Волкановски. Веднаш контра на Феникс. Рахама ја прими топката, па проигрување за Волкановски, екс-играчот на работнички на МЗТ, со неговите први поени за водство на Феникс еве во 5-та минута. Прв пат резултатот во полза на гостинскиот состав. Војдан Стојановски, Дејвис за 3, се изнашутира за сега. Не му оди тоа најдобро во досегашниот тек од надпреварот. Рахама игра сам под фаул од Смит Мекјуан. Андреј Андоновски во составот на МЗТ. Ќе го замени Дејвис. И Дамјан Стојановски во игра. Рахама за +3. Игра перфектно за сега Луал Рахама, 14-10 на средина од првата четвртина во водство тимот на Феникс. Војдан Стојановски против Волкановски. Еве го Смит Мекјуан. Нема погодок. Лоша серија напади на МЗТ. Златевски долго ја држеше топката. Грбовиќ, па Рахама. Бара топка Волкановски. Рахама се подмести, еден страничен исчекор. Тројка на Рахама. Феноменална партија за Луал Рахама. 17-10. 7-0. Серија на Феникс. Магдевски. Фаул уште на почетокот на акцијата. Проблем е што многу рано влегува Волкановски во непријатност поради 3 лични грешки. Марин Петков во петорката на МЗТ. Целосно заменета поставата на паркетот во споредба со почетната петорка на Васко Атанасов. Сега фаул од Грбовиќ на Војдан Стојановски. Пети фаул за Феникс. Во бонус, што значи слободни фрлања. Прекината е серијата на Феникс по 7 поени едно по друго. Две прецизно изведени слободни фрлања на Војдан Стојановски. Лично направи Смит Мекјуан. Ова е четврта тимска за МЗТ, се уште не е во бонус домашниот тим. Златевски против Петков.
го сочека Мија. Едно опасно додавање за Грбовиќ, па потоа шут за 3 поена на Донзо. Од втора шанса реализација за Феникс, 19-12. Први кошеви на Грбовиќ. Не му е баш се едно на МЗТ на стартот од денешниот натпревар. Супер инспирирани, расположени, полетни избраниците на Денис Дервишевиќ. Втора лична на Рахама, на човекот што му дава тон на надпреварот до овој момент. 12 коша. Ова е Мексмит Мекјуан. Шест коша. Еве и 7 за него. (19-14). Два пати имаше Феникс плюс 7. Мија, Грбовиќ. Ја сочува топката, доста вешто, приседно, Бисмарк Мија, па Донзо губи топка Мија и истекоа 24 секунди. Цврсто поставен во одбраната МЗ. Невнимателни аеродромци. Пресечено додавање пред да ја прими топката Дамјан Стојановски. И сега голема топка, пожртвувана од капитенот на МЗД, меѓутоа Рахама. Ја прекинува играта Давидов. Бара да биде избришана топката. Рахама веднаш на шут. Едно од неговите ретки промашувања за сега. Војдан Стојановски, па Петков, Андоновски настојува да отвори простор, водил со Грбовиќ, Петков. Во напаѓа Донзо, ќе проигра за Дамјан Стојановски, уште 7 секунди за овој напад на МЗТ. Тргнува Дамјан, му бега на Нијах, Дамјан, нема реализација. Мија, Рахама, важат поените, е фаулиран Луис Рахама. 21-14, симултанка на извонредниот Рахама, фаулот е на Дамјан Стојановски. Веќе 14 поени за Рахама. Во победата против Ангели постигна 12 поена, а беше на паркетот речиси 37 минути. Еве го првото промашување од линијата за слободни. Трет пат плюс 7. Но за Феникс 21-14 за гостинскиот тим. Војдан Стојановски, далеку беше Грбовиќ, меѓутоа не оди шутот на МЗТ, затоа завидно функционира пак дефанзивниот скок на Феникс. Не успеа Донзо. Сега Петков. Во налет Мекфеден, фантастична блокада, извонредно Донзо. Една атрактивна кошарка. Златевски под фаул од Петков. Важат поедните 23-14. Е
Лична на домашниот плеймейкер со можност Феникс да направи плюс 10 на нешто помалку од 2 минути до крајот и први сигнали на загриженост од клупата на МЗТ. Тайм-аут бара Васко Атанасов, 23-14. You gotta pick them up early to stop them, then go inside and play. Don't wait. Let's go like this. Wait on. Elijah, go from top over here. But straight. Prema него, okay? Roll, odmah, još ima switch, okay? Atak, napadni odmah, Vojdan. Tam je šelo krat ovde ti, Mari. Znači napadni go odmah, pa še ovaj kasni u switch. Odmah napadnete, ima pomoć od drugog pas, kaj je ovde. Okej? Ajde. Над сите очекувања функционира Феникс. Една неверојатно инспирирана изведба на момците на Денис Дервишевиќ еве во овој воведен квартал од надпреварот. При кошот беше фаулиран Виктор Златевски. Се обидено не успеа да му попречи Петков, а Златевски не погрешлив и во дополнителното слободно фрлање 14-24. 10 разлика за тимот на Феникс. Војдан Стојановски фрлена ракавицата в лице за МЗТ. Војдан Стојановски на препознатлив негов начин, негов четврти поед. 24-16. Рахама. Златевски. Повторно Рахама. Нема овој пат погодок. Успел МЗТ да се одбрани. Поаѓа Илајджа Мекедон. Војдан Стојановски. Приоѓа на блок Андоновски. Презеде Донго, па сега Војдан. Една тројка од 7 обида за кошаркарите на МЗТ. Ја погоди Смит Мекјуан. Грбовиќ па Златевски. Прв пат во игра е Андреј Стојановски. Уште еден од плејадата млади кошаркари кои што добиваат доверба од Дервишевиќ еве во битна фаза од надпреварот кон крајот на првата четвртина. Има фаул. Задржан непрописно Илајджа Мекедон. Се оддалечи од Андреј Стојановски, кој што потоа ја направи првата лична грешка. Веќе четврто неискористено слободно фрлање за кошаркарите на МЗТ од 10. Феникс има 7 од 9 до овој момент. Мекедон за 17-24. Половина минута до краткиот одмор. Златевски. Пак до него топката, пик-н-рол централен со Андреј Стојановски. Грбовиќ, одново Златевски, ќе бие од над 7 метри, изминуваше времето, повеќе импровизација. Еден од ретките напади во кои што топката не заврши барем на кратко во рацете на Рахама. Феникс ја добие првата четвртина, но МЗТ настојува да анулира што поголем дел од предноста, која што во еден момент беше баш непријатна. Но
Лична во напад направи Бојан Крстевски, но направи лоша услуга на својот тим и сега Златевски од повеќе од половина терен. Имаше некоја можност за уште секунда повеќе, евентуално да дојде поблиску, но како и да е, Феникс е сосема расположен и далеку подобар ривал во овие први 10 минути од вечерашниот надпревар во спортската сала Јане Сандански. Еден момент на инспирација за кошаркарите на Феникс беше онаа серија од 7-0 во средишницата на четвртината, кога од 10-10 направија 17-10, па потоа уште 3 пати има идентично водство за рекордните плюс 10, 24-14 да ги имаат на минута и пол до крајот на периодот. 14 поени за Луала Рахама, 6 за Златевски, по 2 за Волкановски и за Грбович. Тоа е ефектот за Феникс до сега во нападачка смисла. 12 коша од рекетот, само 2 од втора шанса, но 9 поени од контранапад за кошаркарите на Феникс, кои што за 2 поена шутираат со 58% реализација, 7 од 12, имаат една тројка од 6 обида и 7 од 9 од линијата за слободни. За сега доминантни во скокот, 14 фатени топки по одобрачите, иако само еден офанзивен скок наспроти 10 скока на МЗТ. МЗТ за сега на подпросечен шут од поле од едва и од 26%. За 2 поена 3 од 8 или 37%, едва и една тројка од 7 обида, 14% успешност и 4 неискористени фрлања од изведени 12. Почнува втората четвртина со акција на Феникс. Рахама однадвор шутира и погодува дрско, храбро Андреј Стојановски. Повторно 10 разлика. 27-17. Петков. Меккеден. Мексмит. Во рекетот дуел меѓу Златевски и Крстевски. Личната е на Магдевски, всушност. Без топка. Меккеден. Спушта за Крстевски, па потоа Мексмит. Бие Петков за 3, изминуваше времето. Прифаќа Златевски. Феникс брка најголема разлика. Златевски од табла. Ја прифати одбината топка, дефанзивен скок на Петков и потоа сам до спротивниот дел од теренот. Поените на Петков ќе важат. Недозволена игра на обрачот. Први кошеви на Петков. И заслужи уште претходно со дефанзивниот скок и потоа соло акцијата преку должината на целиот терен. 19-27. И понатаму Феникс во водство. Втор фаул на Петков. Излегува Петков и Магдевски. Магдевски на местото на Петков, всушност, излезе Дамјан Стојановски. Мексмит, Мекјуан, па нема погодок. И понатаму лошата реализација на МЗТ во шутот од поле. Упорен, настојчив, на работна лична грешка му е секој старт, секој дуел на Амар Грбович. Еве го неговиот втор фаул.
Мек Смит Мекјуан. Топката кај Меккедан. Ќе оди на реализација, не може да биде запрен од Стојановски. 4 поена за Илајџа Меккедан. По 2 минути во вториот период, Феникс и натаму води со 6 разлика. Еден избрзан шут на Златевски, меѓутоа коригираше Донзо. Сега и тој непотребно форсира 2 удара во кои што не погодија ниту обрач кошаркарите на Феникс. А еве го бекството на Меккедан по дуелот со Рахама. И непотребно и Рахама направи трета лична грешка. Нешто слично како Волкановски. Ако за Волкановски настојува Дервишевиќ да најде соодветна замена во Андреј Стојановски, тешко ќе биде да се пополни празнината во составот, во петорката на Феникс, доколку биде принуден рано да е повлечен на одмор Рахама. Дополнителните совети од Дервишевиќ беа сега токму за Рахама, малку да ги смири страстите и да биде многу повнимателен, особено во одбраната. Меккедан спушта на низок пост за Крстевски, па тргнува Меккедан, е изблокиран од Грбовиќ. Кратко зеде Здив Златевски, се враќа во поставата, го повлекува гостинскиот тренер Дервишевиќ, младиот Андреј Стојановски, со Волкановски на позиција 5. Златевски, блок од Волкановски, го прочита ова Магдевски и сега ќе оди во контра Смит Мекјуан, положување елегантно за 9 поена, 27-23, по неполни 3 минути во вториот период. Тайм-аут за Денис Дервишевиќ. Феникс водеше со 10 разлика, направи 6-0 тимот на МЗ. Воопшто не е изненадување фактот што МЗТ Скопје аеродром сигурно ќе ги консолидира своите редови и ќе го воспостави балансот во играта во секаков можен поглед и ќе настојува што побрзо да ги врати нештата во негова полза, но Феникс не седава, за сега храбро, фајтерски, бунтовно би рекол момците на Денис Дервишевиќ. Со бојата на адресовите неодоливо подсетуваат и на српска мега. Јасно, кога би се мерел квалитетот на странците или кога Феникс би имал целосно странска постава без задолжителните домашни кошаркари, веројатно многу нешта би биле поинаку. Сепак домашниот избор што го има Васко Атанасов е
на многу повисоко ниво отколку оној со кој располага Дервишевиќ. Првиот напад на Феникс претходно по тајмаутот заврши со фаул во напад на Нија. А сега фаулиран Рахама. Првиот стрелец досега на надпреварот со 14 постигнати коша. Зборувам за 14-ката во тимот на Феникс. Прва лична за Андреј Андоновски. Златевски бараше контакт со Андоновски, па сега шут за 3 на Волкановски. Дефанзивен скок. Прибира Смит Мекјуан. 4 минути од втората четвртина. Ќе шутира и ќе погоди Мекјуан и втората тројка на МЗТ е за него. 12 поена. 2 тројки од 10 шута едва и 20 на 100 реализација, но серијата е 9-0 веќе. Грбовиќ. Златевски уште 4 секунди, ќе оди сам веројатно на реализација, бара контакт, правовремено додавање за Грбовиќ и пред да се огласи сирената. Ова комбинација на Златевски со Грбовиќ броди со плод. 29-26 за Феникс по серијата од 9 поени. А МЗТ сепак доаѓа до изравнување по ова тројка на Крстевски. Два напада поред на МЗТ што завршија со погодок. 2 тројки, прво Смит Мекјуан, па потоа Крстевски и ова е само второ изравнување, 29-29, но Златевски возвраќа на идентичен начин, 9 коша. И понатаму Феникс го диктира темпото во смисла на водство. Рахама бараше контакт, но не доби фаул. Пожртвуван Грбовиќ, многу полезен кошаркар. Рахама, асистенција за Волкановски, фаул на Андоновски. Ова кошаркар со физички предиспозиции на Волкановски треба и да го реализира, да изнуди кош плюс дополнително слободно. Вака само 2 слободни, одлично одработи за него Рахама. По секоја цена настојуваше Андоновски да не дозволи да постигне кош противникот. Успеа во целта. Ризикува Дервишевиќ, ги држи во петорката и Волкановски и Рахама, двајцата стартери и неприкосновени членови на почетната петорка и покрај тоа што имаат по 3 лични грешки. Половичен Волкановски. 4 разлика. (33-29), па сега Смит Мекјуан се разигра. Смит Мекјуан, 3 од 4 тројки на МЗТ се негови, 15 коша и сега одеднаш тој е прв стрелец. Предноста на Феникс минимална, 33-32. Уште 4 минути до големиот одмор. Златевски го напаѓа Дејвис, Златевски од далечина. Нема ниту со помош на таблата, меѓутоа офанзивен скок и поени од втора шанса за Бисмарк Нија. Дејвис. Смит Мекјуан. На низок пост за Дејвис, имаше мисмеч против Златевски, се определи да асистира за Андоновски, кој што релативно лесно заврши. 35-34. Поради проблемите со лични грешки мораат понежни да бидат во одбраната поединците во тимот на Феникс. Рахама за Нија. Златевски бара, ја добива топката, напаѓа меѓу двајцата американци. Златевски изминуваше времето, дефанзивен скок на Дамјан Стојановски, па пренесува Мекедон. Фаул на невнимателниот Волкановски.
И дори сега во сериозни проблеми влегува Волкановски, четврта лична грешка по неполни 17 минути игра. Ќе мора сега поинаку да се позиционираат кошаркарите на Феникс. Нијах да оди на позиција 5, Рахама да оди повнатре, Филип Димитриевски во поставата. Лошо Андоновски. Нема трето израмнување. Двете слободни не ги искористи Андоновски. Златевски. Нија. Бие Рахама. Некако Донзо аут од играта, особено во напад во тимот на Феникс. Меѓутоа, Дејвис направи прекршок над Златевски. Трета лична грешка за Дејвис. Ова е четврта тимска лична за МЗТ во втората четвртина. И Дејвис и Андоновски го напуштаат паркетот. Се враќаат Војдан Стојановски и Бојан Крстевски. Девет од 12 Феникс од линијата за слободни. МЗТ е само на 8 од 14. Златевски е вториот двоцифрен. 37-34. Војдан Стојановски. Смит Мекјуан, фаул на Димитриевски. Ако Андоновски ги промаши двете претходно, сега еве Смит Мекјуан со негов 16-ти погодок. %100% за сега од линијата. Предноста на Феникс повторно минимална. Напаѓа Донзо. 0 од 5 во шутот за сега. Центарот на Феникс, крилото на Феникс. По подолго време сега МЗТ може да го преземе водството. Смит Мекјуан се мести на шут за 2, нема погодок, не успеа ниту Крстевски да ја дофати топката во противничкиот рекет, изостана офанзивен скок. Сега извонредно соработуваат Златевски и Нијар, 4 коша за Бизмарк Нијар. 39-36 на минута 35 до полувремето. Напаѓа Мекедан. Погодок за кош и дополнително слободно фрлање на Илајджа Мекедан. Прва лична грешка за Ватанго Донзо. Израмнување. 39-39. Трет пат нерешено. Се игра 19-та минута. Златевски. Додавање од задгрб, подценувачки. Право во рацете на Дамјан Стојановски.
Мекедон за Смит Мекјуан. Лесно се справи со Златевски и со неговиот 19-ти погодок, вкупно 41 за тимот на МЗТ. Шампионот го враќа водството на почетокот на 20-та минута. Поглед малку во тетратката, таа вели последното водство на МЗТ беше 9:7 во четвртата минута. Тајм-аут за Дервишевиќ. Си го добива Златевски заслуженото за ова подценувачко додавање од задгрб, право во рацете на Дамјан Стојановски. Tango, this you make after that flare for Tango. Tango open here. I want here to be Matej. Matej over. When the ball goes to Tango, Matej go in the corner. Tango, when you drive, go for Tango. Okay? If they help, Matej hits for shot Philip here, okay? So be there. If they're pressed, you be there with Hama. So Tango will get the ball. You make screen for Hama here so he can drive immediately. Okay, let's go. 3-4. Felix. Па добро, баш се исплати МЗТ за да го анулира дефицитот против тимот на Феникс. Велам, прво водство за актуелниот шампион по 9:7 во четвртата минута. Соло акција на Танго Донзо за први поени. За четврто израмнување, 41-41. Ќе има време за напати на тимот на Феникс. Индивидуален потек, пробив на Смит Мекјуан, 21 негов погодок. 7 од 10, 70% реализација на шутот од поле. Мек Смит Мекјуан, 27 годишниот бек на тимот на МЗТ. Рахама заглави на 14 кошта уште од почетокот на оваа втора четвртина. Долго го немаше, а еве погодок за ново израмнување. 16 коша за Рахама. 5 од 10. Половичен во шутот од поле. За 2 поена, 3 од 8, за 3, една тројка од 3 обида. На секунда и 30 до крајот. Тајм-аут бара Васко Атанасов. Boylan and Damja. Okay, Elijah, screen here, back. Full front, flash, look for this pass. At the same time, Damjan, flash on the side. Look for this pass, look for the long pass inside, okay? 1 second, go right away for the shot. Баш запнува Атанасов за да се искористи максимално преостанатото време до крајот на оваа втора четвртина. Секунда и 30 покажува семафорот. Ќе има едно додавање, веројатно кош, како ќе ги постават блоковите аеродромци. Првото додавање од Магдевски, меѓутоа сече Донго, изминува времето, попусто потрошен тајм-аут. 43-43, нерешено по првото полувреме од надпреварот на МЗТ Скопје аеродром Феникс. Завршен меч од втората рунда во новата кошаркарска суперлигашка сезона. Едно супер позитивно издание на Феникс. Херојски 15 на минути одигра избраниците на Денис Дервишевиќ. Долго држа позитива против екипата на актуелниот кошаркарски шампион на Македонија. 10 разлика кон крајот на првиот период, па потоа
МЗТ изедначи на 29-29 на средината од вториот. Одново Феникс се оддалечи и по две минимални водства на МЗТ кон крајот на четвртината. Феникс сепак се погрижи за на полувреме на пауза да замине со нерешен резултат. Во редовите на МЗТ 21 погодок, прв стрелец на Мек-Смит Мет-Кјуан, убедливо најдобриот поединец на мечот, кој што веќе има индекс на корисност 20, 7 од 10 шута од поле, не погрешлив во одињата за слободни фрлања, уште и 2 скока и 1 асистенција. По 7 поена за Илајџа Мекеден, по 4 за Крстевски и за Војдан Стојановски во тимот на МЗТ, додека кај Феникс одскокнува Рахама со 16 постигнати поена, 45% и успешност на шутот од поле. Двоцифрен е уште и Виктор Златевски. Најави пред надпреварот во неврзан разговор тренерот Дервишевиќ дека буквално ќе се тепаме со МЗТ за триумф на овој надпревар. За сега останува на зборот во смисла што неговите избраници максимално ангажирани и пожртвувани му задаваат главоболки на најдобриот македонски кошаркарски тим, кој што сигурно многу потешко од очекувањата се справува со амбициозниот состав, ривалот мало од главниот град. За 10 минути продолжуваме со преносот од спортскиот центар Јане Сандански. Во првите две четвртини од надпреварот против МЗТ Скопје Аеродром 43-43 на половина од овој завршен двобој на второто коло во новата кошаркарска првенствена сезона кај нас во МТЛ Суперлигашкото друштво. Првата четвртина Феникс ја доби со 24-17, водеше во две ситуации, имаше предности од 10 поени разлика, 24-14. МЗТ Скопје резултатски се врати и изедначи кон средината на вториот период, потоа два пати победе непосредно пред големиот одмор, но на некој начин заслужено. Феникс барем замина на 15-минутната пауза со нерешен резултат. Ги консолидираше редовите актуелниот шампион. По бледите први 10 минути го заврши полувремето со 46% реализација шут од поле, 55% за 2 и 33% успешност на шутот за 3 поена. Згора на се 6 неискористени слободни фрлања од 17, додека Феникс од поле шутира со 44% успешност, 54% реализација за 2 поена и само 3 тројки од 12 обида, што е 25% успешност. 3 нереализирани слободни фрлања. Третиот период почнува со напад на МЗТ, американското дуо, Мекеден и Мек-Кјуан плюс Дејвис, Крстевски и Магдевски се во почетната петорка. 45 спрема 43, стартува третата четвртина со поени за МЗТ. Феникс тргна конфузно во овој период, бргу ја продаде топката, така што МЗТ може и да направи поголема разлика. Највисоката од 6-1 на МЗТ беше на стартот во втората минута од мечот. Смит Мек-Кјуан не успеа да допати Крстевски, меѓутоа корекција на Дејвис. Па сега Магдевски против Златевски. Додавање за Мекеден од крилна позиција, прифаќа Златевски. Дава тон на играта на Феникс Рахама во прегратката на Крстевски. За него ова е втора лична грешка. Повторно Златевски. Право во рацете на Мекеден и 4 негови коша на стартот на
третиот период. Вкупно 11, 47-43. Рахама против Смит Мекјуан. Удвои таму Мекеден, меѓутоа Златевски. И сега одблиску ќе шутира, нема да погоди, но ќе има две слободни фрлања. Виктор Златевски. Уште еднаш забивањето на Мекеден. Претходно имаше време да се подзаврти, да погледне дали има некој зад него. А Матеј Николовски е во игра. Прв пат на денешниот надпревар. Кошаркарот со број 5, со него во тимот Феникс ја почна втората, односно третата четвртина. Одигра 11,5 минути без кош на дуелот против Ангели во првото коло од овата суперлигашка сезона. 12 погодок за Златевски. 47-44. Еве и 47-45. Смит Мекјуан. Централен пик-н-рол со Крстевски. Задржан со фаул. Личната е на Николовски, не е на Бисмарк Нија. Два од 3 на Бојан Крстевски од оваа позиција до сега. Негови 6 поени. 49-45. Рахама му бега на Смит Мекјуан, па Златевски и свинтира. Тргнува Нија на влез. Лоша соработка со Матеј Николовски. Амар Грбовиќ е кренат од клупата и ќе добие шанса. Крстевски против Рахама, голмански, брани Донго, еве го Николовски, ја избива топката Магдевски. Замена за Феникс. Николовски ќе му го отстапи местото на Амар Грбовиќ. Одигра 11 минути и 20 секунди во првото полувреме Грбовиќ. Постигна 4 коша без промашување за 2 поена. Имаше 1 скок. И понатаму Феникс поуспешен во скокот, 24. Не сватив кому техничка. Дамјан Стојановски ќе го погоди ова слободно фрлање, се разбира. 50-45. Ова е првиот погодок за Дамјан Стојановски денеска. А ова е и највисоката предност што ја има до сега тимот. Околу 2,5 минути во третиот период. Нија. И пак рискантно проигрување како пред малку за Николовски, сега од Нија за Златевски. Непрепознат ли Феникс во споредба со изданието од првата и од втората четвртина? Магдевски. Преку Донго, суден фаул на шут. Втора лична грешка за Донго. Не беше допирот со раката, туку со вратот на Магдевски. Техничката беше за клупата на Феникс.
51-45. Само 4 коша за Андреј Магдевски до сега. 2 скока и 1 асистенција. 52-45. Највисоки 7 разлика. Рахама напаѓа каде што е Крстевски. 10 сантиметри повисоко од Рахама. Видното поле стеснето за интернационалецот во тимот на Феникс. Оди Смит Мекјуан. Лична од Мија. Два фаула за Мија, повлечен е Рахама. Андреј Стојановски во петорката. Колку лошо изведуваше МЗТ во еден дел од првото полувреме, не искористувајќи вкупно 6 слободни. За сега по паузата до овој момент без грешка. Ова е првиот кош на Смит Мекјуан во вториот дел. 53-45. 8 разлика. 10-2 прави МЗТ. Втора лична беше ова на Златевски. Донзо. Златевски, додавање во нозе. Тешко можева да се дофати, камоли да се извлече нешто. Значително поизразен квалитет, многу подолга клупа, поширок избор, поголем фонд на квалитетни играчи има на располагање. Васко Атанасов далеку поискусни. Еве го Магдевски се буди со 5 поена во вториот дел. 56-45. Двоцифрена разлика. А се изгледаше сосема поинаку до пред полувремето. Ќе ги памети Феникс првите 2 четвртини, но тргнуваат нештата апсолутно во полза и под знакот на тимот на МЗТ. Мекеден. Страничен пик ен рол. Отворен простор за Мекеден. Рахама за Мекеден. Крстевски па Магдевски. Следи Златевски, не успеа Донго. Измина времето, офанзивен скок на Дамјан Стојановски. Прифаќа Рахама. Оди во против напад тимот на Феникс. Рахама излета Магдевски. Бие Рахама. Први негови поени по паузата. Втора тројка, 19 коша. За Феникс, четврта тројка од 14 обиди. 56-48. Погреши Мекеден, ќе оди Донзо до крајот. 4 коша за Ватанго Донзо. 2 од 7 во шутот од игра. Мекеден преку Стојановски. (58-50). Андреј Стојановски го крена шутот и ќе биде ова мртва. Баш ја зграбчија топката
Бисмарк Нија и Смит Мекјуан. Останува во напад тимот на Феникс. Стрелката покажува напад за гостинскиот тим. Четвртината почна со напад на МЗ. Рахама. Војдан Стојановски го насочува таму кон аут линијата. Затоа Нија, но му бега топката. И сега Магдевски стигна, затвори Златевски. Дамјан ќе шутира и ќе погоди тројка. 4 поена за Дамјан Стојановски. 61-50, втор пат 11 разлика и еве во 26-та минута тајмаут за Денис Дервишевиќ. Your guy go here, you don't do anything. I'm talking. Please, if he goes away on the cut, you just back up, but first hold the ball. You moving, I'm gonna rotate. He good. No, now we're gonna get better. Come on. We got a lot of time left. Yo, we have 14 fucking minutes left. This game Hey. is not over. Big Wake Sam. up. Get back Big in the Sam. game. Come on. Please. No, тебе те чу Андрей. Антоновски. Андрей. Please, Рахама. Big Sam, sprint. Ама гледај ме малце. Рахама, how he goes with ball high, you go here. Andre is the last one, if he passes you the ball. Andre, screen for Beast. Beast is screen, pop, with 0, okay? So, pass down immediately. You are here, Tango for shot. Ако нема ништо, Tango go in the paint, pass the ball low post. Ама иди одгоре. Ей, ајде. 3-4. Јасно му е на Дервишевиќ колку е часот. Но останува Феникс до крај да се прикаже во светлото во кое што во првото полувреме буквално силно го испоти тимот на МЗ. Златевски. Рахама. Во пик со Стојановски. Бие Рахама, нема тројка, не успеа Донзо. Мекеден. Направи чекори. Подолго беше надвор од игра. Волкановски поради 4 лични грешки уште од крајот на втората четвртина и го испраќа Дервишевиќ сега. Со него на позиција 5. Донзо, Волкановски, повторно Златевски за Волкановски, непотребно додавање повеќе за Нија. Имаше отворен пат кон кошот Волкановски, недоволно храброст. Не успеа Мекеден, прифаќа Рахама, му бега на Андоновски. Трета лична на Андреј Андоновски. Се исплаши дека ќе му биде досудена неспортска. Војдан Дамјан, Андоновски, Магдевски и Смит Мекјуан во поставата на МЗ. Рахама. Неколку загубени топки, ваков тип технички грешки на Феникс во третата четвртина. Се распаѓа како кула од карти тимот на Дервишевиќ. Пак ќе речам, ништо изненадувачки, ништо неочекувано. Војдан Стојановски, шут преку Донзо. Ќе има 3 слободни. За Донзо трета лична.
63-50. нова највисока разлика. Војдан ги погоди сите три слободни фрлања. Златевски против Андоновски. Тргнува Донзо. Коши дополнително слободне. Може би најубавиот момент во режија на Танго Донзо. Елеганција при префрлање на топката од едната во другата рака, положување со лева и сето тоа под лична на Смит Мекјуан. 64-52. Повлечен Магдевски, Петков во игра, затоа Дервишевиќ го испраќа Филип Димитриевски на местото на Златевски. Првиот плей на Феникс малку да одмори. Седум поена за Танго Донзо. 64-53. Нешто повеќе од 2 минути до последниот мал одмор на надпреварот. Војдан Стојановски. Преку Волкановски. 5 поена во серија на Војдан. 66-53. Рахама, до него Донзо. Димитриевски спушта за Волкановски. Димитриевски тргна против Джинови, многу повисоки од себе, лесно продадена топка за Петков. Блокада одзади на Донзо. Беше невнимателен Петков. Краде Смит Мекјуан. И сега 3-1 ситуација, игра со нога од Донзо. Минута и пол уште од третиот квартал. Наивен Феникс под собствениот кош. Војдан Стојановски продолжува да го полни обрачот на Феникс. 68-53, највисоки плюс 15. Под фаул Златевски. Нема кош, ќе има 2 слободни. Заедно со Рахама, 27 минути е на паркетот Златевски. Најмногу од сите со најкратки периоди на одмор. 13 коша за Златевски, 68-54. Војдан Стојановски, блок од Андоновски, па Магдевски, е централни пик-н-ролови со Андоновски, овој пат ја украде топката Димитриевски, сега Златевски во брза контра од Торобит Рахама. Негов 21 кош, 68-56, последна минута од третата четвртина. Четврта лична за Танго Донзо.
Исто како и Волкановски повлечен од игра. Грбовиќ ќе го заземе неговото место во поставата. Прво неискористено слободно фрлање беше ова на Смит Мекјуан. 23 коша за него. 69-56. Златевски. Личната на Магдевски во дуелот на двете деветки, двата плеймейкера на двата тима. Андреј Стојановски пак во игра. Падна и моралот на Феникс. Брзо некако по паузата Феникс подклекна пред налетите на МЗТ. Шампионот лесно покажа кој на теренот и какви се околностите. Повторно Златевски само со едно реализирано слободно фрлање. 69-57. На истекот на четвртината сигурно МЗТ ќе оди на завршница на овој напад. Смит Мекјуан го напаѓа Стојановски, потоа обид да isfintира меѓу раце од тројца кошаркари. Направена лична за две слободни фрлања. Фаулот е на Андреј Стојановски. Тројца членови на петорката менува Атанасов за да го одбранат нападот по слободните фрлања на Смит Мекјуан. Дамјан, Војдан и Мекеден останаа на паркетот Магдевски и Смит Мекјуан. Влегува во серија промашувања, заглави Мија и истече времето. 69-57. 26-14. МЗТ Скопје ја одигра најдобрата четвртина и тоа можеби со нешто повеќе од 50% ангажман, но затоа што Феникс потона, затоа што Феникс немаше одговор на првите неколку напади на МЗТ по големиот одмор, во кој што актуелниот шампион јасно му стави до знаење буквално кој на денешниот надпревар. Затоа и надпреварот до крајот, до последниот звук на сирената, преостануваат уште 10 минути од овој меч, ќе биде во принцип само едно насочен. Единствената победа на Феникс против МЗТ Скопје Аеродром е на 3 март 2024 пред година и пол. 73-69. Сите други дуели на овие два тима, откако Феникс е член на првата лига по сезоната 2021-2022, завршиле со победа на МЗТ. Што велат бројките, МЗТ се стабилизираше на 48%
Шут од поле. 15 од 27 за 2, 6 од 16 за 3 поена. Никаква штета ниту од 10 промашени слободни. 21 реализирано од 31 вкупно што изгледа играчите на МЗТ. Феникс е на 43% успешност, нешто над половина реализирани поени за 2, но само 4 тројки од 15 шута. Без вајде од доминацијата во скокот, каде што Феникс има 31 скок. Затоа дури 15 загубени топки, двојно повеќе отколку противникот. Трета лична грешка направи Бојан Крстевски. Завршни 10 минути од двобојот во спортскиот центар Јане Сандански. МЗТ Скопје Аеродром води против Феникс со 69-57. Андреј Стојановски во дуел со Војдан Стојановски. Личната на Војдан направена пред да се сврти Стојановски и да појде на двочекор. Ова е прв фаул за Војдан. Златевски. Рахама се наби, се судри во Бојан Крстевски, остана да лежи. Најдобриот поединец на тимот на Феникс. Се е вред со него. Луал Рахама. Секако беше осуден на неуспех овој негов авантуристички пробив. Марин Петков против Димитриевски. Па Дамјан Стојановски, приде Војдан. Централен пик-н-рол со Бојан Крстевски, фаулиран. И на 36 години се уште дава драгоцен придонес во играта. Трета лична е ова за Андреј Стојановски. Многу побрзо ќе завршеше овој надпревар, но досега се изведени 52 слободни фрлања. Ова беше 32 за МЗТ до овој момент. 7 коша за Крстевски. 70-57. Димитриевски. Златевски. Убаво за Стојановски, се исплаши Андреј Стојановски, требаше да биде едноставно положување од непосредна близина, еден вид на флоутер. Фаулира Златевски во дуелот со Крстевски, инфериорен. Втора лична за плеймейкерот на Феникс. Смит Мекјуан нема тројка, прифаќа Бисмарк Нија. Златевски побрзо од Војдан Стојановски. Ја сочува топката Нија, па Димитриевски. Рахама против Смит Мекјуан. Рахама, рискантно проигрување, го краде ова Дамјан Стојановски против Нија и фаул на Бисмарк Нија.
Војдан ги погоди сите 5 слободни до сега, Дамјан 2 од 2. Петти погодок. И 6 коша за Дамјан Стојановски. 72-57. Тројка е ова на Матеј Николовски. Влезе и веднаш. Храбро се реши на шут. 72-60. 12 разлика. Не е ова недостижно, но јасен е односот на силите долу на паркетот. Петков. 74-60. Петков стигнува до 4 коша на мечот. Рахама. Блок од Волкановски. Го напаѓа Рахама Крстевски, потоа таму во аут. Едно чудо, вакви грешки во додавање и загубени топки направи Феникс во второто полувреме. Севкупно ова е 18 загубена топка за гостинската екипа. Петков. Николовски само постави рака и ја изби топката, која што беше наменета за Македон. Петков здогледа простор во рекетот, но не можеше покрај Донго, па затоа Крстевски од втора шанса. Само 4 коша од втора шанса за МЗТ на денешниот надпревар. 76-60, ова е највисока разлика. Реализираше Грбович. 6 коша за пргавиот член на Феникс. Петков. Крстевски. Повторно Петков. Фаул од Војдан Стојановски над Донзо. Втора лична за Војдан. Ова се поените на Амар Грбович од претходната акција на Феникс. Прегледуваат арбитрите. Затоа е овој прекин, не станува збор за никаков тајм-аут. Во македонскиот клубски спорт видео репетициите се благодарение на стримовите. Па се враќа снимката, фрем по фрем. Дали ќе видува неспортска личност за Војдан? Првичната одлука беше обичен фаул. Ја потврдува одлуката судијата Душан Петровски. Шест минути и 15 секунди до крајот на мечот. Златевски. Донзо. Од втора ја прифати Волкановски топката во рекетот, направи чекори.
Петков ја пренесува топката во полето на Феникс. Андоновски. Мекеден. коша за Мекеден, први негови поени во последната четвртина. 78-62. Златевски. Донзо. Прави блокови Андреј Стојановски и добива топка сега во рекетот. Крстија со Грбович, но измина времето. Се исплаши Стојановски. Постоje поволни околности да се сврти обратно и да поентира. Мекеден. Шут преку Андреј Стојановски, па офанзивен скок на Андоновски. Нема кош. Ја зграбчија топката и Војдан Стојановски и двајца играчи на Феникс. Дамјан е тоа, не Војдан. Мртва топка, нападот за тимот на Феникс. Средишница е од последната четвртина. Заспа МЗТ под собствениот кош. Затоа реализација на Андреј Стојановски. 5 коша за него. 78-64. Фаул на Матеј Николовски. Петков за Андоновски. Петков ќе бие за 3 поена. Прифати Донзо. Сам преку целиот терен е завршница со положување во последната четвртина, но дури откако Феникс го загуби овој надпревар, Донзо ете на некој начин во третата и во четвртата четвртина покажува на спротивната страна цел надпревар. Мек Смит и Мек Јуан до врв го полни кошот на Феникс. 80-66. Фаул на Стојановски, за него четврта лична во напад. Ете го дуелот што беше санкциониран таму со Петков. Ова е само посилен тренинг за тимот на МЗТ во завршницата. Не успеа да поентира на второ врач Магдевски. Фаулираше Грбович. Трета лична за Амар Грбович. Иако фигурираат во составот денеска, воопшто и не се во комбинација за настап. Последното странско заселување LG, Гил, Чарлс Гил, како и Андреј Маслинко, да не заборавиме. 82-66. Сите го чекаат крајот.
Магдевски игра со нога. Последни 3 минути. Петков. Пета лична за Андреј Стојановски. Ниту Волкановски, кој што имаше 4 фаули од крајот на втората четвртина, ниту Донзо, кој што направи 4 лични на почетокот на оваа последна четвртина, ниту Рахама, кој што со 3 фаула беше уште од првата четвртина. И сега на загубен надпревар, Дервишевиќ ќе пушти на паркет дел од младата гарда. Стефан Сотировски со број 1. Едно од голобрадите момчиња во средишницата на нивните тинејџерски денови. Петков погоди само еднаш. 83-66. Највисоки 17 разлика. Магдевски. Бие Андоновски. Во игра е Бојан Величковски во тимот на МЗТ. Единствениот тинејџер во ростерот, 19 годишниот Величковски. Токму Величковски го направи овој фаул. Рахама. Мија покрај Андоновски, фаул за 2 слободни фрлања. Личната е на Магдевски. Четврта. Прв со толку фаули во тимот на МЗТ. Ова е само пети кош на Мија. Не шутираше многу, практично и нема промашување до сега. 2 од 2 од поле. Не трошеше топки, има дури 7 скока. Колку што има и Донзо кај Феникс, 9 скока, например, на Рахама. 83-68. Завршни 2 минути од мечот. Петков. Величковски. Од аголот на игралиштето, тројка на Величковски. 86-68. Највисоки 18. Донзо. Уште еден двоцифрен трет во редовите на Феникс. 11 коша на Донзо. Од детската постава Данило Филипче ќе биде следен во тимот на Феникс. Откако, еве, намалува неговиот тим на 86-70. Еве, тројката на Марин Петков за највисоки 19 разлика. 8 коша на Петков. Сотировски и Филипче. Четиринаесет, 15 години овие дечиња. Еве го Стефан Сотировски. Ова е пак Данило Филипче со број 55. Мија остана од она главна петорка. Ќе шутира Мија и ќе погоди. 89-73. Последна минута од мечот.
Буквално е тренинг оваа последна четвртина и за едните и за другите. Само 3 коша за Хуан Дейвис, кој што го почнува вториот престој во редовите на МЗ. Веќе има освоена една шампионска и клуб титула пред 2,5 сезони. На 25,5 секунди до крајот. 2 слободни фрлања за Стефан Сотировски. И првиот суперлигашки кош за ова момче против актуелниот македонски шампион. Ги погоди двете слободни секоја чест. Браво! Тука е и крајот на овој надпревар. Ќе одработи формално времето. МЗТ Скопје Аеродром е четвртата екипа со максимални 2 победи од стартот на новата кошаркарска првенствена сезона. По Пелистер, ТФТ и по Куманово, актуелниот шампион славеше триумф пред својата публика против Феникс 91-76, иако одигра бледо прво полувреме во кој што Феникс се надмина себе си и водеше во една фаза од мечот и 10 поени разлика, 24-14, а на полувреме беше нерешено 43-43. Силниот почеток на третиот период на МЗТ му донесе преземање на водството и потоа се до крајот одеше во негова полза. 25 коша за првиот стрелец на мечот, Мек Смит Мекјуан, 15 поени за Илајджа Мекеден, а 11 за Војдан Стојановски во редовите на аеродромци, 9 постигна Бојан Крстевски. Кај Феникс, прв стрелец Луал Рахама со 21 погодок, 14 запиша Златевски, а двоцифрен беше само уште